Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани слушатели, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Максим Димитриевски најави промоција на новиот политички субјект во Македонија «Знам», да се ставиме сите во служба на Македонија и на нашиот народ. Кампањата «Ние сме Европа» во Тетово посветена на младите како перспектива за прогресивна иднина на државата. Околу 2000 нови студенти ги започнаа своите студии на Универзитетот во Тетово. Општина Битола беше дел од европските градови која унапредуваат урбаната мобилност преку изградба на велосипедски патеки. Изложба на расни кучиња и специјално за шарпланинци викендов во Тетовска Барвеница. Музичкиот проект Македонија во срцете носиме, чии 12 македонски родолюбиви песни во Ново Руво се изведуваат низ голем број на градови, гостуваше и во Тетово. Македонија во срцете носиме е проекта со потписот на Скендеровски продукција, а сите 12 родолюбиви песни во Ново Руво ги спакува маестро Николче Мицевски. Проектот има за цел да им се продолжи векот на песните и да се испрати порака, особено до младите генерации, дека треба да го чуваме она што го имаме, највредното, нашата земја и незиното наследство, информираат од организацијата. На репертуарот и во градот под Шара се најдоа 12 песни од проектот. Заветна, Налеј, налеј, Народе македонски, едно име имаме, Земјо македонска, Ој Вардаре, оган да го гори, Послушајте патриоти, ми заплакало селото Ваташа и многу други. И овој пат беа отпеани од златните грла на Бојана Скендеровска, Сузана Спасовска, Наум Петревски, Зуица Лазова, Андријана Јаневска, Александар Тарабунов, Огнен Здравковски, Марија Спасовска, Мина Блажевска, ДНК, Ламбе Алабаковски и Миле Кузмановски. Досега карванот помина во Штип, Битола, Велес, Прилеп и Кочани, а по Тетово остануваат уште Кавадарци и Скопје. А за почеток на денешната емисија да го чуеме Миле Кузмановски и една од најубавите македонски песни «Налеј, налеј». Налеј, 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 ме анџике, налеј, 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 од руиното вино. Налеј, 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 од руиното вино. И ние сме деца на мајката земја, на мајката земја, на Македонија. И ние имаме право да живееме. Слобода немавме, правдини никакви, кога ги баравме, в затвор се најдовме. Кога ги баравме, в затвор
дойдовме. Parola imavme, život ne žalehme, smrt ili sloboda, za Makedonija. Smrt ili sloboda, za Makedonija. Nalej, nalej, me anđike nalej, 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 od rujno do vino. Nalej, 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 za Makedonija. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Marketing. O ganda go gori, to što ke mi zbori, da te ostavam Makedonio. Kade da sum takov sum, ne se davam nikomu. Kade da sum takov sum, ne se davam nikomu. Da me krsti, prekrstува i da te otepluva Makedonijo, Makedonijo.
Makedonijo. Oganda govori, to isto ke mi izbori, da te ostavam, Makedonijo. Koji može da ostavi ili da zaboravi, koji može da ostavi ili da zaboravi, Goce Delčev pituguli, da me gruje sandanski, Makedonijo, Makedonijo. Živa da si, Makedonijo. Slušajte, Makedonci, čuvajte go imeto. Slušajte, Makedonki, čuvajte go imeto. Makedonsko naše ime, ne davame da zagine, Makedonijo, Makedonijo. Makedonijo. Македонија. Македонија. Македонската политичка сцена се збогатува со уште еден политички субјект. Актуелниот градоначалник на општина Куманово и идејниот творец на граѓанското движење за наша Македонија, Максим Димитриевски, ги покани поддржувачите, пријателите и граѓаните да се придружат на граѓанската иницијатива и да присуствуваат на настанот по повод иницијативата за формирање на новиот политички субјект на македонската политичка сцена Знам. Поштувани граѓани, драги пријатели и поддржувачи, во оваа прилика сакам да ве информирам, а воедно и да ве поканам на 9 октомври во 20 часот навечер во хотел Holiday Inn во Скопје да ни се придружите на иницијативата за формирање на новиот политички субјект на македонската политичка сцена, движењето Знам за наша Македонија. Да дадете свој допринос во креирање на еден нов субјект кој што има за цел да ги смени работите во државата и да ги промени процесите од граѓаните за граѓаните. Да се ставиме целосно во служба на Македонија и на нашиот народ. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш.
živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Aka je pišano, ništo da ne videne, ti bez mene, jaz bez tebe. Može da te odrečat, drugi da te predadat, može se što da izmislat. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi pekolni zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Aka je pišano, ništo da ne videne, ti bez mene, jaz bez tebe. Vekovi pekolni zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Aka je pišano, sestro, ništo da ne videne, ti bez mene, jaz bez tebe. Ti bez mene, jaz bez tebe. Ti bez mene, jaz bez tebe. Кампањата Ние сме Европа, предводена од заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бојан Маричиќ, се реализираше во Тетово, а темата беше членство во Европската Унија и младите како перспектива за прогресивна иднина на државата. Вице-премиерот Маричиќ, кој беше прв говорник, посочи дека младите се прогресот на општеството и европски е младите да бидат предводници на нови и свежи идеи. Токму поради младите треба да се прават тешки одлуки и финален исчекор за членство во Европската Унија, затоа што младите бараат да извлечеме максимум од шансата која пред нас ја создава геополитичкиот момент во кој се наоѓаме. Младите се тие кои ја препознаваат Европската Унија како стабилен и посакуван партнер. Затоа имаме обврска да бидеме партнер во обезбедувањето на перспективна и европска иднина. Ако некој одлучи заради собствената политичка идеја и поради недоволна политичка свесност да ја стави во заложништво идејата на младите, тоа сигурно не сме ние. Одолговлекувањето е ризик кој не можеме да го допуштиме.
Тој ризик ни најавува изолација и нова неизвестност во нова фаза на чекање. Блокадите можат само да го зајакнат евроскептицизмот и да дадат силни и антипрогресивни блокови и патишта. Тоа не е нашиот пат и не е патот на нашите млади, порача Маричиќ. Тој посочи дека овие 5 години е направено многу за младите и изголемување на стандардите. Македонија е првата земја надвор од Европската Унија која ја има мерката Генерација за млади. Од 2018 година до денес над 80.000 млади лица се вклучија во оваа програма. Речиси 40% од учесниците во Генерација за млади добија понуда за вработување, континуирано образование и обука и беа вклучени во практиканство. За оние до 23 години кои работаат во производство се воведе дополнителен младински додаток на платата од 3000 денари. Програмата ЕУ за млади за стручна обука добива директна буџетска поддршка од 15 милиони евра. Во новата ИПАР 3 рамка ќе има уште 18 милиони евра за Генерација за млади, истакна Маричиќ. Андреа Силвестри, амбасадорот на Република Италија, истакна дека самиот бил меѓу првите студенти кои биле дел од почетокот на Еразмус програмата. Се потсети дека во првите години учествувале во образовна размена на околу 3200 студенти, а сега бројката надминува 300.000. Италија користи многу од бенефициите од заедничкиот пазар со 450 милиони корисници, 23 милиони фирми, каде што завршува 60% од нашиот извоз. Така се зголеми бруто државниот производ, платите на нашите државјани, благодарејќи и користејќи ги сите заеднички и структурни фондови што Европската Унија ги нуди. Европа не се само парите, туку склоп на вредности, каде што се вреднуваат многубројни култури, истакна амбасадорот на Италија. Послушајте, патриоти, да ви кажам словото на Ѓурѓовден бев затворен в црни темни занадани. Ѓурѓовден бев затворен в црни темни занадани. Во зандани бев предаден од проклети шпиони, од проклетите од проклетите шпиони, неразбрани трговци. Во зандани бев измачен, ниту вода, ниту лед, телото ми потемнело, долга риза до земја. Do zemja
znaje moj ta majka. Grobot da mi iskopa, grobot da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. Grobot da mi go iskopa, sprema jasno to sonce. I na grobu da napiše, tuk počiva mačeni, tuk počiva Aleksandro, Karađule Ohridski. Tuk počiva Aleksandro, Karađule Ohridski. Živi najmilo, živi najrado, živi krsti kanadilo, živi verava, živi dušava, živi krv makedonska. Živi najmilo, živi najrado, živi krsti kanadilo, živi verava, živi dušava, živi krv makedonska. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Kraj Egej, Makedonci, pokraj Vardar, Makedonci, i pod Pirin, Makedonci, slavno ime nepokorno. Jedno ime da go nosime, za tebe život dava me.
kilin polinja, a do nebo planini. Rekite zlatonosni, a ezera biseri. Jedno ime ima me, vo duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Majko Makedonijo, balkanska ubavice, kon se rodil vo tebe i život dava za tebe. Jedno ime ima me, vo duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, vo duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Од 4 до 6 октомври во Севиља во Шпанија, во соработка со Шпанското председателство на Советот на Европската Унија, беа одржани Европските денови на урбана мобилност, каде специфичен фокус е ставен на можностите за транспорт. Деновите на урбана мобилност ги поврзуваат политичарите, локалните власти, индустријата и лицата кои работаат во областа на урбаниот транспорт со Европската комисија со цел вмрежување, споделување на искуства и дискусија за одржлива, иновативна и правична иднина за урбаната мобилност во Европа. На настанот од Македонија присуствуваа представници од градовите Битола, Охрид, Велес и Струмица. Представникот на општина Битола, Венцо Шишкин, раководител на Оделението за економски развој, информираше дека општина Битола за прв пат станала дел од општините кои имаат сериозен пристап кон прашањето поврзано со урбаната мобилност, во контекст на кое општината става посебен акцент за потреба во изградба на велосипедски патеки.
Македонските општини кои беа дел од настанот веќе реализираат проекти преку програмата ЕУ за општините со цел да придонесат за подобар квалитет на животот на граѓаните и почиста и поздрава животна средина преку зголемување на капацитетите на општата и воведување иновативни решенија за урбаната мобилност. Во општина Струмица веќе се реализира проектот од програмата за прекугранична соработка со Грција за изведба на велоинфраструктурата како дел од проектот Мрежа на велосипедски градови, додека општина Битола има комплетна документација и одобрени средства од Европската Унија во рамките на прекуграничната програма со Албанија за изведба на велосипедски патеки во должина од над 5 километри. Болен ми лежи, миле поп Јорданов. Болен ми лежи, миле поп Јорданов. Над глава му стои стара му мајка, жално го жали, милно го плачи. Над глава му стои стара му мајка, жално го жали, милно го плачи. Stani mi, stani, moje milo čedo. Stani mi, stani, moje milo čedo. Tvoji te drugari, osokaci odat, žalni pesni peat, tebe te spomnuvat. Tvoji te drugari, osokaci odat, žalni pesni peat, tebe te spomnuvat. Bog da go prosti, mile pop Jordanov. Bog da go prosti, mile pop Jordanov. Mile pop Jordanov, za narod zagina, za narod zagina, za
za narod zagina, za narod zagina, za Makedonija, mile pop Jordanov, za narod zagina, za narod zagina, za Makedonija. Околу 25 вработени во АД Елем Турс подружница Попова Шапка во Тетово организираа јавен протест затоа што не се согласуваат со барањата на раководството да се пријават за работа во ново формирана фирма преку пријавување на оглас. Тие сметаат дека како и досега, кога се менувал статусот на фирмата, сите треба да бидат префрлени во новиот правен субјект. Не се согласуваат и поради тоа што новата фирма прво ќе има договор на определен период од 3 месеци. Ние бараме да се реши проблемот со договор со нив, тие бегаат и ги нема никаде. Доаѓаме секој ден наутро и седиме цел ден и никој ништо не кажува. Повеќе од месец дена доаѓаме тука и никој не доаѓа да разговара. Фирмата не е нивна за да одлучува кој како сака. Го укинале колективниот договор со подпис на синдикатот со еден подпис, без да се одржи состанок, без да има записник, кој бил кој гласал за или против. Оваа фирма го обменува името и статусот 5-6 пати. Прво беше под ингеренции на општината, па Инекс, па Југохром, па АД ЕСМ, па Елем и на крајот Елем Турс. Ние сите комплет бевме префрлени од Југохром во ЕСМ. Без никакви проблеми и сега бараме исто така да се реши, вели Шабан Османи, еден од вработените. Ако биде со превземање е во ред, но никој ништо не кажува. Во ново отворената фирма си конкурирале и се вработиле 6 луѓе, другите сме тука. Нека објаснат дали сме без работа, дали сме затворени како фирма или во што е работата. Од правната служба усно ни објаснија дека мораме да подпишеме. Ние не бараме работа, ние сме вработени. Старата фирма уште постои. Во септември зедовме плата од Елем Турс, изјави работникот Зоран Јовановски. Од раководството на АД Елем, подружница Попова Шапка, велат дека тие како фирма ќерка на АД ЕСМ добиле одлука од управниот одбор дека треба да се формира нова фирма насловена Ски центар Попова Шапка. Според управителот на Ски центарот Попова Шапка, Аде Мавзију, целта е да се отвори пат за стратешкиот инвеститор. Стратешкиот инвеститор да добие чиста фирма за Попова Шапка која нема да биде поврзана со други подружници, да нема долгови и да нема проблеми, за да може да се склучи договор со стратешкиот инвеститор. Одлуката на управниот одбор на АДСМ е новото друштво да се отвори со оглас на неопределено време до крајот на годината. Пред нова година ќе има друг оглас. Дел од вработените аплицираат, дел од нив не аплицираат, зашто не веруваат. АДСМ ќе води постапка за ликвидација на Елем Турс. На сите им било објаснето од моја страна и од директорката на правни и човечки ресурси на АДСМ. Тие работни места се празни и ние можеме да го реобјавиме огласот и имаат право да се пријават, вели Аде Мавзију. Со какви идеи си ти, доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Доста беше, разбуди се, свести се, не спи ти. Не
znaš koji si, što si, drugi te ne zna. Sram goleme za tebe, sam da se ne znaš. Sram goleme za tebe, sam da se ne znaš. Ne saka me bogatstvo, ne saka me pari, tog saka me sloboda i čovečki pravdini. Tog saka me sloboda i čovečki pravdini. Narode makedonski, so kakvi dejsi ti, dosta veše razbudi se, svesti se ne spiti. 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 Marketing, sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
se ne li vide juna da pomine junak da pomine s devet luti rani devet luti rani site kuršumli a deseta rana sonoš probodena Jane lebelo grlo Jane le krotko Jane Jane lebelo grlo Jane le krotko Jane Кинолошкото друштво Балтепе од Тетово викендов организира национална изложба на расни куќиња и специјална изложба само за шарпланинци. Оваа година државната изложба ја организираме во Брвеница во сабота и недела 7 и 8 октомври. Ринговите ќе бидат поставени на отворен простор пред спортската сала Кочо Рацин во ова место. Очекуваме над 300 одгледувачи во двата дена, најави организаторот Мирослав Серафимовски од Кинолошкото друштво Балтепе од Тетово. Ова е државна изложба на кој победниците ќе имаат национално оценување. За сите раси куќиња ќе се одлучува победник според надворешниот изглед, поделени по групи и по возраст, од 6 до 9 месеци, од 9 до 12 месеци и така натаму. Оценувањето ќе го вршат вкупно 5 судии, по двајца од Србија и Црна Гора и еден од Македонија. Државните прваци ќе добијат и пригодни награди, пехари, храна за куќиња, вели Серафимовски. Минатата 2022 година за прв пат по 20 години во градот Потшара, Тетово имаше државна изложба за расата на автохтони куќиња шарпланинци. Од истите организатори Кинолошкото друштво Балтепе, кое е формирано во 2019 година. Srede Skopje Vardar varvi Vardar reka raspeana Oj Vardare makedonski Od izvora dur do Soluna Oj Vardare makedonski ti jak grad
Со свечена церемонија Универзитетот во Тетово официјално ја започна новата академска 2023-2024 година. На платото пред ректоратот на Универзитетот околу 2000 студенти беа пречекани од академскиот кадар и раководството на оваа високообразовна институција. На присутните им посака добре дојде ректорот на Универзитетот во Тетово, професор доктор Јусуф Зејнели. Како што станувате дел од нашиот универзитет, се приклучувате на заедницата која ја цени не само академската извонредност, туку и личниот раст, различноста и вклученоста. Веќе сочинувате мозаик од различни таленти, култури и позадини кои ја збогатуваат нашата академска средина. Во наредните години ќе наидете и на предизвици кои ќе ја тестираат вашата решителност, но запомнете дека предизвиците се прикриени можности. Преку нив се кова вашиот карактер и се реализира вашиот потенцијал, истакна ректорот Зејнели. Тој порача дека Тетовскиот универзитет е сериозна институција која нуди одлични можности за развој на студентите. Преку нашиот широк спектар на студиски програми, инфраструктура и ресурси, ќе ви понудиме бројни можности за професионален развој. Секој од вас носи уникатна перспектива и талент во нашата заедница. Вашите идеи, вашите страсти и вашите гласови се многу важни и за нас. Станете активен учесник во различни дискусии, клубови и активности кои се организираат во голем број од различните факултети на Универзитетот во Тетово. Ова е многу важна фаза од вашиот живот и одлична можност за личен и професионален раст и развој, им порача на новите студенти ректорот Зејнели. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си избрала, колку жртви ти за слобода си дала, колку страдања на рамена си избрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае свот од вече, знае си од свет, кога Вардар тече, ниел робска клет, колку света сила в гори твој се збира.
И тоа би било се за денес. За крајот во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Чудесната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните ќерки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флејтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растанијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните."
Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдоти овалкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро по старата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. По старата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." По старата одбрала ориз со месо од елен. По младата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.